Поддршка за коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, искажа министерот за надворешни работи на Унгарија Петра Сијарто на митингот во Штип. Тој пред собраните поддржувачи на партијата зборуваше на македонски јазик и се заблагодари на поканата што, како што рече, му ја упатиле неговите пријатели Никола Груевски и Никола Поповски. Изрази поддршка од унгарците и посочи дека Македонија и македонците заслужуваат почит. Македонија и македонците навистина заслужуваат почит. Но, нажалост, во изминаните години бројни ликови од меѓународниот политички живот не покажа почит спрема Македонија и македонскиот народ. Имаше такви кои отворено и такви кои скриено се обидува да се вмешаат во вашите работи. Сакам да ви нагласам дека ние унгарците сметаме дека за иднината на Македонија можете само вие македонците да одлучувате. Сијарто додаде дека македонците во 4 последователни прилики му дадоа поддршка на Груевски и на ВМРО-ДПМН и никој не смее да ја доведува во прашање слободната волја на граѓаните. Министерот за надворешни работи на Унгарија истакна дека Македонија одамна требаше да биде интегрирана во НАТО и Европската Унија, но изрази сигурност дека трудот ќе вроди со плод, а единствената гаранција за европска интеграција се Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Доколку меѓународните политички одлуки навистина се базира на заслуги и досевува врз база на здравиот разум, Македонија веќе пред години требаше да биде приема во НАТО и веќе одамна требаше да бидат почнати пристапните проговори кон Европската Унија. Но јас верувам дека сработеното и вложените напори ќе досенат плод. Како представник на една држава која е членка на НАТО и на Европската Унија, предлагам да го држите правецот. Немојте да скршнете од патот кон европската интеграција. А затоа единствена гаранција се Никола Груевски и ВМРО. Сијарто изрази благодарност за интересот што го покажа Македонија во одбраната на Европа и справувањето со мигрантската криза. Тој подвлече дека Македонија и во иднина може да смета на поддршката на Унгарија, а истовремено изрази надеж дека на 12 декември ќе може да продолжи да соработува со неговите пријатели Никола Груевски и Никола Поповски.